Во 150 нови еколошки автобуси за година и пол ќе се возат македонските граѓани. До крајот на март ќе се знае фирмата која ќе ги испорача градските автобуси, од кои 100 ќе бидат за Скопје, а останатите 50 за другите градови каде што има градски превоз. Министерството за транспорт го распиша тендерот кој вклучува и 75 станици за полнење на автобусите. Најповолниот понудувач има обврска да произведе и да испорача 30 автобуси во рок од 6 месеци, 60 автобуси за една година или вкупно 150 за година и пол. Ова е дел од стратешкиот план за трансформација на градскиот сообраќаен систем и подигнување на економичноста и транспортната мрежа. Со оваа инвестиција испраќаме јасна порака во борбата против аерозагадувањето и подобрување на условите за граѓаните во делот на користење на јавниот превоз, како долгорочна инвестиција во транспортниот сектор и јавните услуги. Со набавката на новите 100 автобуси, конечно ќе се воведе ред во јавниот градски превоз. Скопјани ја поздравуваат одлуката на владата и градските власти за обновување на флотата на ЈСП и очекуваат старите и дотраени автобуси конечно да се тргнат од улиците. Ја мислам шини дека тоа добра вест. Ако се качите во кинеските, некои се во таква состојба што срамота е што ги пуштаат. Автобусите кога се нови се чисти, ама треба и граѓаните да ги чуваат. Добро, како не е добро да има. Све што е ново, све е добро. Во моментов ЈСП располага со околу 180 автобуси, но поради честите дефекти и поправки, тие се недоволни да ги задоволат потребите на скопјани. Покрај набавката на новите автобуси, откочен е и проектот за брз автобуски превоз. Од владата најавија дека е добиено писмо од Европската банка за обнова и развој со што до март град Скопје треба да формира проектна единица и да го измени планот за јавни набавки. Со кредитот за овој проект ќе бидат набавени дополнителни 30 автобуси, зашто градоначалникот Ѓоргиевски рече дека набрзо ќе се распише тендер. Скопјани велат дека со ставањето во функција на БРТ, времето на возење до посакуваните дестинации значително ќе се намали. БТР-от мора да се поткитно активира за да можеме едноставно сите да патуваме многу и да не возиме приватни возила, него едноставно со автобуси. Не, гужвите паќе почнат, ама побрз ќе биде да. Добре е тоа, секако како да се прави подобре него ли што сега моментално. Скопјани оваа година ќе ја добијат и првата траса од градскиот воз. Рутата од Зелениково до Скопје ќе се поминува за 25 минути, што дополнително ќе треба да го олесни сообраќајниот хаос во главниот град.